Ниските цени, бесплатната испорака и широкиот асортиман на производи што ги нуди кинеската платформа за e-трговија Тему, ја привлекле Симона Паскоска да ја спушти оваа апликација на нејзиниот телефон и десетици пати да направи нарачки кои биле потребни, но и такви што не и биле толку неопходни. Кога за првпат се најавила на оваа платформа, се почувствувала како да е во виртуелно казино. Се врти рулет со примамливи парични купони и тајмер кој одбројува за да се изврши нарачката во одреден период. Почнав да пазарам од Тему затоа што ми беше ново интересно на почеток, нели кога дојде кај нас Тему, имаше работи кои што не можев да ги најдам тука низ продавниците и така почнав да нарачувам на Тему. Паскоска знае дека квалитетот на производите на Тему не е загарантиран и тој ризик го прифатила. Кога станува збор за квалитетот, можам да кажам дека е добар. Има некои производи кои што ми стигнаа кои што не беа со добар квалитет, но останатите, да кажам 90% од производите беа со добар квалитет и затоа нарачувам. И добро ми е тоа што има поголем избор, повеќе модни додатоци, еве како женско, така да има навистина добар избор и затоа планирам и во иднина да продолжам да пазарам од Тему. Понудата на Тему под ознаката "Купувајте како милиардер" е присутна речиси на сите социјални мрежи, што почнува да и пречи и на Паскоска. Тоа е според мене некој агресивен маркетинг што нон-стоп од секаде те излегува и те подсетува дека и тука сме, порачај нешто од кај нас, што од една страна е добро, според мене затоа што некогаш ми се нудат и производи нели што претходно сум ги пребарувала со пониски цени, но понекогаш знае искрено и да биде досадно кога не ти треба ништо, ако нон-стоп ти излегува, едноставно викаш не сакам да порачам нешто од тука. Комуникологот Дејан Андонов за Гласот на Америка вели дека е заблуда за бизнисите да веруваат дека колку повеќе информации ќе објават на нивните социјални платформи, толку повеќе клиенти ќе привлечат. Прекумерната содржина на социјалните платформи може да споредиме со еден досаден сосед кој што постојано само зборува. Значи секогаш е тука, постојано ве поверетува со некакви информации и никогаш не ви дава мир. А тоа често знае да има спротивен ефект, нели да го избегнувате тој сосед. Исто е и со прекумерната содржина на социјалните платформи. Може да предизвика несакан ефект кај следачите, кај публиката, да ги избегнуваат таквите информации, да ги игнорираат и во најлош случај да престанат да ве следат како организација или бизнис. Но експертката за маркетинг Ели Пешева е со сосема спротивен став. Таа вели дека стратегијата што ја спроведува Тему е стратегија за пробивање на нов пазар. Се прави некаква проценка за тоа колку пати или колкав обем и со колкава фреквенција и интензитет се појавува кај одредени луѓе, се прави геотагирање, што е сосема нормално и претпоставувам дека е во овој период тоа толку интензивно, дека не се очекува само продажба или sales на брендот, туку се очекува и awareness, односно свесност за тоа кој е брендот, кои му се конкурентите и кои се неговите предности. На долг рок, мислам дека тоа ќе се покаже како добра стратегија за нив, бидејќи дури да не нарачуваме сега сите, нели, стануваме свесни дека тој бренд постои, значи се создава она што ние во маркетингот го нарекуваме top of mind, така што во првата прилика кога ќе треба нешто кога ќе ни затреба нешто или кога ќе сакаме да си купиме нешто што не сме знаеле дека ни треба, веројатно тоа ќе биде еден од првите брендови на кои што ќе се сетиме. Надвор од Кина. Тему за првпат со работа започна во септември 2022 година во САД, со тврдење дека сака да им даде на американците поголем пристап до кинеските производи. Од тогаш оваа платформа доживеа брз раст, не само во САД, туку и на глобално ниво, зашто компанијата во 2023 година одвоила приближно $2 милиарди за рекламирање на платформите Facebook и Instagram. За Гласот на Америка, Мартин Николовски.